со поезија и љубов, но и мултипла склероза. Токму така, ова е дел од животните секојдневија на прекрасната Билјана Тодоровска, дама, која што е воедно и поетеса и писателка, која што од надвор изгледа прекрасно и многу кревко, меѓутоа внатрешно многу силно. Билјана, добре ни дојде во емисијата и јас на почеток ќе искажам воодушевување и за тоа дека тоа што ти од третиот кат пешки без лифт се симна, значи до доле сама за да гостуваш во нашата емисија, за мене е огромен подарок. На почеток би сакала да ми кажеш во кои сегменти од нашето општествено живење ти се чувствуваш институционално дискриминирана? Ви благодарам за поканата. Буквално дискриминацијата е присутна секаде и во секој момент. Нашето општество не ги прифаќа многу различните, тоа што како така не декларираат. Еве да излезиме, само што ќе излезиме од библиотека, веќе на првиот тротоар не е спуштен и нема доволно пристап за преминување преку тротоарот. Исто така, во секојдневниот тек на живење ти имаш желба, може би еден ден да станеш мајка. Меѓутоа, според членови во законот, на лицата со поинакви можности и потреби, тоа не им е дозволено. Се чувствуваш дискриминирана и во многубројни секојдневни реакции на луѓето? Да, значи, според законот за семејство, има една одредба која вели дека лицата со телесен инвалидитет не можат да бидат родители, не смеат да бидат родители. Лицата со телесен инвалидитет се присутни во општеството и може би за тие лица некој друг се способни да платат 2 бебиситерки за одгледување на детето и помош и било како. Малку е дискриминаторски, има уште ред број други закони, например законот за градба кој предвидува изградба на пристап соодветен во сите јавни институции и ново изградени згради, донесени уште во 2009 година. Меѓутоа, кај нас многу тешко. Еве стадионот во Битола. Јас реагирав на дефилето дека нема пристап. Тие ни реко и инвалидските здруженија исто реагираја и реко има пристап одназад. Тоа ми е многу дискриминаторски. Зошто одназад? Јас сакам да бидам видена со сите присутни на стадиони или било каде во општеството. А и скутерот кој го возам, има исто дискриминаторски малку закон, затоа што следува на лица до 26 години со тежок физички хендикеп, ако се во работен однос или студенти, и на лица над 64 години. Активниот период од животот нигде не е спомнат со тие закони. Дискриминирачки е и тоа што ти си дипломирана на Техничкиот факултет во Битола, имаш магистрирано драматургија во Скопје, патуваше до Скопје, меѓутоа за жал при конкурсите за работно место најчесто беше одбивана. Ајде да се свртиме на светлата страна, што е она што те прави рамноправна како и сите други жени? Така, јас значи секој ден морам да вежбам, да се качам по скалите, ми се најголемиот мотив и во драмата 8% кажав дека така го почнав излагањето дека јас качувам 102 скали, ми се чини дека беа догоре и додолу секој ден. Тоа ме прави се чувствувам рамноправна. Потоа поезијата, прозата, секој напишан збор. Има многу сегменти во животот каде што може човек да се истакне дека е рамноправен со другите. За жал, само физичкото е тоа што не дели. И онака како што често пати напоменувате дека вие сте само со поинакви можности и потреби. Билјана, јас повторно ќе ти се заблагодарам за тоа што ти оддели време за да бидеш дел од нашата програма. Цвеќево е само мало внимание од тебе, од мене за тебе како кон дама. Јас пожелувам институциите и општеството многу повеќе да ги отворат вратите за поддршка кон вас. Благодарам многу. Од мене сликата подарок од малиот Михаил и се надевам дека ви се допадна. Мојот апел е, значи, не сожалување и не солзи, и не сме тука присутни само на 3 декември, на тие денови за болестите, да речам, што сте, ние сме присутни 24/7 во општеството. Нас најголема ќе ни биде, најмногу ни е потребна поддршката, а
најмило ќе ни биде доколку сватиме дека сите сме рамноправни и сме дел од ова општество. Многу ви благодарам за поканата. Уште еднаш ти благодарам, честит 8 март, продолжи да се бориш за своите права. И еве, Кристина, ова е само дел од животната приказна на оваа жена борец.